Здраво, момци, девойки, дечиња. Добро да дојдовте едно моје новина. Јас сум Кристијан, денеска момци, девойки, дечиња. Немојте да ме сватите погрешно или пак да ме вреѓате или пак да го сватите ова како несериозно видео, како дека е лошо. Не, тука само сакам да ви кажам неколку работи за како да се издигнете на ниво и да бидете свој човек, а не да зависите друг. И морам да сам очила, бидејќи и така пола види пола око не ми гледа, така со чареве сум таманци. Значи вака, прво нешто што требате да го направите за да имате успех, и да вака имам тука рокчиња или фаќам сител телевизија со. Нема вeze. Значи, за да станете успешен човек, прво и основно треба од дома да бидете воспитани, да бидете љубезни, да бидете паметни, да бидете гостопримливи, да не бидете скржави и да бидете држливи. Сега зашто ви ги кажав 6 работи. Бидејќи воспитување од дома, логички, мама и чале кога ме воспитале, фала Богу, сум така, некако сум добар. Али, ако сте, не знам, може би има помали што ме гледаат, 6-7 одделение, ако сте, почнете да учите од своји грешки, бидејќи ако почнеш да учиш од туѓи грешки, ќе ти биде малце потешко за да ја исправиш грешката. Ако бидеш, не знам, не дисциплиниран во училиште, можеш да добиеш укор, можеш да добиеш покана за родител да се појави во училиште на разговор, или пак ја имате третата опција, која е да бидете паметни, да учите и да се држите до ниво кај што да се држите на ниво и да бидете сигурни дека никој не може да ве бутне од тоа ниво каде што сте зацртале, бидејќи имате два пата, луѓенца. Првиот пат е ќе бидам криминалец, насилник, тепач, вреѓач, а втората опција е ќе бидам успешен готвач, ќе бидам свој човек, ќе заработувам своји пари и нема да зависам од пари на мама и на тата, бидејќи за 2 години ќе бидам полнолетен, можеби ќе се вработам, дај Боже, ќе бидам добар готвач, ќе работам таа професија со љубов и ќе дадам се што во моја можност за да станам успешен во иднина, бидејќи сега во глава имам зацртано некои плани што сакам да ги реализирам, но само се чека прав момент кога ќе можам да ги реализирам, бидејќи у последно време повеќе се посветувам на читање на ова чудо, на Нов Завет. И буквално, ако сакате да бидете успешни, учете од ваши грешки, а не од мои, бидејќи сум бил во ситуација да учам од туѓа грешка и многу беше потешко да се научи од туѓа грешка, а камали па од своја. И слободното време што имате овие 2-3 недели пред да отидеме онака физички во школа, искористете го да прочитате некоја литература, да се прошетате, да бидете позитивни, да бидете помалку нервозни, бидејќи сите имаме, 99% сите имаме проблеми домашни, на работа, у школа, и треба некако да се учиме тие, како се вика, тие проблеми да ги решаваме, или па ако не можеме да ги решиме, барем да пробаме да држиме дистанца на проблеми, како денеска ќе бидам добар, утре ќе бидам подобар, во неделя што подобар, понеделник совршен, бидејќи ако си зададеш цел во животот, оди кон таа цел, биди паметен и не дозволувај никаква сила да те спречи да си го оствариш сонот. И јас многу би сакал, 100 пати ќе кажам и ќе кажам уште еднаш, значи многу сакам да се успеам во својот живот, да бидам добар родител, добар татко, добар сопруг за фамилијата, да ги држам сите сплотени. А за моето семејство, моментално сега ќе кажам една ситуација. Значи кога Слатика имаше, не, Дино Мерлин која пееше за Нова година,
Јас буквално тоа што направив една глупост, што нема да ви ја кажам. И направив една глупост и буквално таа вечер што требаше да идам на концерт на Дино Мерлин, јас завршив у болница, бидејќи направив една белја. И од кога ми стана инфузија, С-витамин, бедаксин, вода, перење на желнок и ред други работи, мислам дека ова што ми се дешало на мене, јас кога помал, па и сега, ќе сакам да идам на некој концерт на Лозано, Двабо на Даско, небитно. Би сакал да идам на некој концерт, али кога бев мал, немав можност и немав финансиски можности да си дозволам да идам на тие луксузни журки или луксузни настани. Но се надевам дека некој ден ќе си направам свој луксузен настан, свој митап, свое забавување и нешто што ќе стои по мене или зад мене. И така да, тоа што ова беа моите совети, кои сакате нека си ги прими, не замерувам буквално на никој. Ве сакам сите и работете напорно за да си ги остварите вашите соништа. Ве сака едноставното момче и бидете паметни, не бидете фрик. Така да тоа беше тоа. И уште нешто. Грешките учете ги од самите себе. Значи јас ако направам грешка ќе учам од моја, а не од твоја. Така да се надевам дека ви помогна со советиве некако. Се гледаме во следната прилика. А до следно видео. Peace, бро. Едноставно, значи, ви благодарам за сета подршка што ми давате, значи не сте свесни колку ми значи. Така да, ве сакам сите, останете ми во добра здравје и чувајте ми се од коронава. Коронавирус, корона. Шајам се. Ве сакам на сан. И да е газ!